Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ги реализираме мерките од планот за живот за обезбедување на повеќе пари кај граѓаните. Повеќе пари за работниците, земјоделците, војниците, полицајците, за повеќе пари во секое семејство. За само 2 години просечната плата според официјалните податоци на Државниот завод за статистика порасна за над 2000 денари. Тоа е добар индикатор. Работниците добиваат повеќе пари. Просечната плата во септември изнесува 24.355 денари, што е за 2.164 денари повеќе во однос на септември 2016 година во времето на претходната власт. Забележан е раст на платите во сите сектори, вклучувајќи го и приватниот сектор. Растот на минималната плата на 12.000 денари ја отвори спиралата за раст на платите за работниците во кожарската и текстилната индустрија, но и во многу други сектори. Покрај платите растат и пензиите, и пензионерите добиваат повеќе пари. Просечната пензија во септември 2018 година изнесува 14.500 денари, што е речиси 1.400 денари повеќе отколку септември 2016 година. Трендот на раст на расположливиот доход во секое семејство дополнително ќе се интензивира со буџетот за 2019 година, кој обезбедува повеќе пари и поддршка за граѓаните. Платите и наредната година растат во сите сектори. Вработените во образованието, здравството, социјалните центри, детските градинки, одбраната, полицијата, судството добиваат повисоки плати за 5%. Докторите специјалисти ќе добиваат поголема плата за 10%. Преку зголемената државна поддршка за предпријатијата, платите растат и во приватниот сектор. Значително се зголемува и социјалната помош. Преку воведувањето на мерките, гарантиран минимален приход и семеен пакет на права, лицата приматели на социјална помош добиваат и до 300% зголемена социјална помош. Создаваме можности за околу 60.000 деца да добиваат детски образовен додаток. Со воведувањето на мерката зелена нафта, земјоделските стопанства ќе добиваат поддршка до 30% за набавка на нафта. Тоа ќе ги намали трошоците за производство и ќе останат повеќе пари кај земјоделците. Преку зголемената и навремена исплата на субвенции и со повратот на персоналниот данок растат приходите кај земјоделците. Ова се само дел од мерките што ја потврдуваат определбата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за повеќе пари и унапредување на животниот стандард на сите граѓани. Владата предводена од СДСМ, пратениците, министерствата продолжуваат со реализација на зацртаните мерки што обезбедуваат економски раст, плати и подобар живот за сите граѓани. Ви благодарам.